Вести на Канал 8, добар ден. Со сослушување на едно од оштетените лица во својство на сведок, во Основниот суд се одржа деветото продолжение од претресот против поранешниот командир на Кочанската полиција Ванчо Тодоровски и неговиот заменик Санде Стојменов. Двајцата одговораат по кривичното обвинение за примање подкуп, изнудување и злоупотреба на службената должност. По 6-месечно одложување, конечно беше сослушан еден од клучните сведоци во судскиот претрес против поранешните први луѓе на Кочанската полициска станица Ванчо Тодоровски и Санде Стојменов. Оштетениот Ванчо Јованов, кој подолго време живее и работи во Италија, пред судот сведочеше за начинот на кој командирот на полицијата од него изнудувал пари и друга материјална корист. Се започнало откако во 2006 година се случило разбојништво во домот на Јованови во селото Цера, при што родителите биле ограбени и малтретирани. Со ветување дека сторителите ќе бидат откриени, командирот му побарал пари. Според Јованов, тоа не бил единствен случај кога од него биле изнудувани пари. На неколку пати тој бил запиран од сообраќајната полиција и по одземањето на возачките документи му било кажувано истите да ги бара од командирот. Тодоровски барал да му даде 150 евра за да го ослободи од плаќањето казна за сообраќајните прекршоци кои чинеле двојно повеќе. Освен паричните изнудувања, Јованов рече дека поранешниот полициски командир барал да му купи и телевизор, да му точи бензин и газ во возилото, да плаќа ручеци во ресторани, а од Италија да му донесе спортски тренерки и патики. Барањата на командирот отишле дотаму што во 2011 година му порачал на Јованов заедно со уште две лица кои работат во Италија да му купат патничко возило Голф 4. Се заканил дека во спротивно многу лоши работи ќе го снајдат него и неговото семејство. Поради разлики во исказите меѓу оштетениот и полицајците кои беа во улога на сведоци, судијата Јаки Милиев побара директно соочување, на кое секоја од страните остана на своите искази. Во рамки на претресот покрај оштетениот, како сведоци беа сослушани уште двајца полициски службеници. Судењето продолжува кон крајот на септември, кога ќе се појават последните 4 сведоци и претресот треба да биде затворен. Сепак, судењето на Тодоровски продолжува по новото обвинение, со кое тој се товари дека незаконски исплатувал надоместоци за прекувремено и сменско работење. Одржани комисиските расправи во пресрет на 7-та седница на Советот. На расправа на Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој, ставовите се судрија околу полугодишниот извештај од финансиското работење на Водовод. Извештајот за полугодишното финансиско работење на Водовод го презентираше директорот Папазов. Тој рече дека предпријатието бележи зголемена инвестициона активност со проектите од КФВ заемот, со замената на потисниот цевковод, а очекува ефектите од технички и финансиски аспект кои беа проблематични на стартот од годината да се почувствуваат наскоро. Знаете и самите во извештаите кои ги подписуваме за 2012, за почетокот првиот квартал на 2013 имавме значителни загуби и лош сооднос во делот на испумпаната, односно испорачената вода и фактурината. Сметаме да со оваквите инвестиции, особено со ова во делот на замената на главниот цевковод, ќе се случат одредени промени во трендот на соодносот меѓу фактурираната и испорачената количина на вода. Папазов ја подвлече и инвестицијата од Кочани 2, со која беа заменети дел од пумпите во бунарскиот систем Градовци и старата филтер станица. Членовите на комисијата имаа прашање во врска со погребалното предпријатие. Какви се деловните односи кои што ги имате со новото формирано погребално предпријатие? Бидејќи знаеме дека тоа погребално предпријатие нема извадено лиценца и нема на еден начин право да функционира и да стопанисува и да ја врши таа дејност за која што и беше формирана од страна на општината. Папазов рече дека првиот договор бил потпишан пред 10 дена од кога почнало и давањето на таквиот тип услуги. Операторите само ја вршеа услугата на превоз и продажба на погребална опрема. Сега со новосоздадените услуги, со подпишувањето на договорите, со возложување на пристапот, со уредувањето на сите цени со законот за давање погребални услуги, сметам дека ќе има можност оваа услуга да ја дават и лицензираните оператори. Сега тука се поставува прашањето
колку ќе биде Кочани како подрасче со 250 погреби на годишно ниво атрактивност за стопанисување на еден таков оператор. Членовите на комисијата имаа забелешки на зголемените побарувања на предпријатието и намалените побарувања за геотермална вода, како и располагањето со средствата од Солидарниот фонд. Но сепак со мнозинство гласови извештајот доби зелено светло на комисиската расправа. На седницата на Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој усвоени кварталниот извештај за извршувањето на општинскиот буџет. Помалку интересен за дискусија беше кварталниот извештај за извршувањето на буџетот, кое споредбено со минатата година е помало. Според раководителот на секторот за финансии Ирина Хаджиева, тоа се должи на изборите во март, што било причина општината да доцни со доставувањето на решенијата за даноци, комунална такса, како и лицитациите за градежно земјиште. За Хаджиева интересни се неколку ставки на приходната буџетска страна. Тоа се другите неданочни приходи, каде што остварување имаме од 201%, меѓутоа во суштина тоа не е тој приход вистински, како други неданочни приходи, туку овде влегуваат донациите кои оваа година ги примавме, ова по основ на прекограничната соработка од општина Рила за етнокуќата и модерната инфраструктура. Друга поинтересна приходна буџетска ставка за Хаджиева е тековни трансфери од други нивоа на власт. По тој основ во општинската каса се слеале 800.000 денари. Станува збор за ланските средства од манифестацијата Кочани град на културата, која ги трансферирало Министерството за култура преку сметката за донации, од каде се префрлени во буџетот. Но за дел од членовите на комисијата поинтересни се други прашања. На макроекономски поле, оние дотации на општината, кои што ги имаме како приходи од ДДВ-то, повторно овие се во рамките на реализација некаде околу 41,68%. Тоа значи дека прометот во државата е многу паднат или пак на централно ниво се запаќаат повеќе средства од колку што е предвидено. Дали ги добиваме сите средства кои што се планирани или се задржуваат? Со мнозинство гласови и кварталниот извештај за извршувањето на буџетот беше усвоен од страна на Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој. Полицијата извести дека виничанецот ДА, кој престојувал во Калитеја, Грција, на преминот Богородица пријавил дека насилници му ја изгребале левата страна од возилото по целата должина, а оштетувањето не било пријавено во грчката полиција. Со овој ново регистриран случај во изминатиот период од страна на нашата гранична полиција биле регистрирани вкупно 57 оштетувања на возила и одземање на регистерски ознаки. Од сите случаи 36 биле пријавени на грчката полиција, но досега МВР се уште нема добиено никаква информација од грчките колеги за случаите. Бројот на лица од Скопје кои пријавиле кражба на регистерски таблички или оштетување на моторно возило и натаму предничи и изнесува 30, а останатите пријави се на лица од други места од државава. Представници од Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито учествуваа на меѓународниот камп Сребреница 2013 во Босна и Херцеговина. Покрај заедничкото дружење со членовите на сродни здруженија од поранишните југословенски републики, нашите представници остварија посета на споменични локалитети поврзани со трагичните настани за време на воените случувања. 7 члена делегација од Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани учествуваше на 10-дневниот камп на мирот Сребреница 2013. Тие беа единствените македонски представници во рамки на одбележувањето на настаните за време на војната во Босна и Херцеговина. Сместен на 40 на километри од Сребреница на езерото Перучица, на кампот имаше 100 представници од сите екс-ју републики. Кампот е традиционален и се организира трета година поред, а е финансиран од владата на Босна и Херцеговина преку Сдруженијето на граѓани Сребреница. Ноќевањето е организирано во шатори со обезбедена исхрана, а во иднина се планира да се изградат бараки. Освен дружење на кампот се организираат историски предавања, гостување на музички групи и културно-уметнички друштва и посета на значајни локалитети. Сместувањето и исхраната на гостите е на трошок на организаторот,
а за време на престојот на кочанската делегација биле остварени контакти за соработка со представници на слични здруженија од поранешните југословенски републики. Кочанските представници добиле покани за гостување во Словенија и Хрватска по повод значајни годишнини од историски настани. Исто така, по повод 29 ноември, во рамки на одбележувањето на 70 годишнината од одржувањето на второто заседание на АВНОј, кога е формирана поранешната заедничка држава, планирана е посета на градот Јајце, местото домаќин на заседанието. Светлички крст доби манастирот Свети Илија кај село Бели. Го донираше фирма од Скопје, која и претходно даде свој придонес во изработка на написот со името на манастирот. Уште едно верско обележје доби манастирот Свети Илија кај Дабот кај село Бели. Светлички крст со златно-жолта основа и височина од 1,5 метар е поставен на кровот на црковниот објект. Го изработи и го донираше фирмата Студио 5 од Скопје, која се занимава со изработка на светлички реклами. Во внатрешноста на крстот поставени се флуоресцентни светилки и замислата е преку ноќ да го осветлува целиот простор. Собственикот на фирмата, кој потекнува од Кочани, вели дека и претходно дал своја донација за манастирот, која е поставена над главниот влез. Во една случајна посета со семејството, дојдовме, на овој простор, воодушевени, од домаќините, од пречекот и од местото и од позицијата на која што се наоѓа овој манастир Свети Илија, почувствува потреба да, видов дека не е означен, почувствува потреба, тоа се работи пред Свети Илија, пред празникот, да го означам со едно писмо Свети Илија. И како резултат на она што ние денеска го работиме како професија, јас решив со семејството да направиме едно писмо и да го донираме за празникот Свети Илија. Сепак, по поставувањето на надписот на манастирот, Мишев решил да даде уште една донација, што беше реализирана викендот. Гледам во горниот дел на манастирот, едни обични крстчиња со арматура и решив, за празникот Пресвета Богородица да поставиме еден крст кој што ќе го осветли просторот и манастирот ќе му даде уште поголемо значење и убавина на овој простор. Крстот е работен со сразмерни пропорции во однос на манастирот, со намера да не доминира над објектот, ниту пак да не остане незабележлив од далечина. Желба на донаторот е тоа да биде поттик и за други лица да дадат сличен придонес. Ова е израз на собствена волја, што сметам како постапка и сите оние што имаат можности, што сака да направат нешто, не само за овој простор, било каде во просторот да направат нешто, да остават свој белег во нивното постоење. Мишев вели дека ова не му е прва донација што ја дава за граѓаните. Заедно со својот пријател, музичарот Кире Ристевски, во скопската населба Ново Лисиче, заеднички сами го уредиле и го одржуваат паркот на музиката. Таму се поставени повеќе музички инструменти во природна големина. Со концерт на Вера Данилова, сопран во Љубљанската опера, во петокот започна втората фаза од манифестацијата Топол културен бран. Кочанската публика беше презадоволна од нејзината изведба, па по завршување на концертот ја врати на бис. Аплаузи и враќање на бис за сопранот Вера Данилова, која со својот моќен глас во петокот буквално ја уствои публиката во салата на спомен домот Асно. Кочанската публика имаше ретка можност да ужива во исполнувањето на аријата на Јулија од операта Ромео и Јулија, аријата на Виолета од операта Травијата, како и дела од Белини, Росини, Ардити, Пучини, Верди. Вера Данилова настапи со пијано придружба на Елизабета Ѓоргиева, директор на музичкото училиште Ристо Јуруков. Задоволната кочанска публика со силен аплауз знаеше да го награди квалитетот. На крајот од концертот Данилова беше обсипана со подароци, а таа пак не можеше да го сокрие задоволството и солзите радосници кога настапува пред своја публика. Кочанската публика е моја публика во смисол како мои роднини. И јас тука се осеќам многу топло и сакано се чувствувам, а да знаете вие колку и јас вас ве сакам, тоа е право задоволство да се пее пред луѓе што враќаат топлина. Да се биде оперски пејач е прекрасно, но бара голем труд, работа и одрекување, вели Данилова. Нема излегување, нема одење во дискотеки, нема пиење ладни пијалоци, мора да се пази, например пред настапот мораш да внимаваш да не те дувни малку некоја промаја па да настинеш. Значи, изолација или карантена, како да кажам, 2 недели
пред настапот, затоа што ние си знаеме отприлика колку време трае болеста, да помине, значи 2 недели трае, не можеш да пееш. И сега ако се разболиш 3 дена пред настапот, тоа е многу голем проблем. Али пред се за мене беше многу тешко кога сите мои другарки сака да излегуваат и ме викаат да излеземе надвор, а јас не можев затоа што знаев дека после тоа нема да можам да пеам. Данилова е задоволна што операта се повеќе популарна и слушана меѓу младите. Јас не знам како е во Македонија, меѓутоа горе во Европа и пошироко го нема веќе тој стереотип на дебели оперски пејачки и оперски пејачи. Нема веќе стереотип само на стоење и пеење, значи се бара глумење, се бара доживување на музиката и луѓето многу добро го прифаќаат тоа. Данилова е родена во Кочани, со пеење започнува на 8-годишна возраст. Основно музичко завршува во Кочани, а средно во Илија Николовски Луј во Скопје. Дипломирала на Академијата за музика на Универзитетот во Љубљана. Од 2003 година е член на оперското студио, а подоцна и солистка на Словеничката опера и балет. Како солистка на Љубљанската оперска куќа и пошироко име настапувано во различни улоги. Моментно настапува како концертна пејачка во Словенија. На крајот од концертот, коментарите на публиката беа вакви настани да се организираат почесто. Данилова рече дека она што овој пат треба да се пофали е отсуството на музиката од мобилните телефони за време на изведбата, зашто таа предупреди на почетокот на концертот. Втората етапа од манифестацијата Топол културен бран продолжува со настап на учесниците на годинешните струшки вечери на поезијата, што ќе се одржи на локалитетот Кајдамот во село Бели. На 27 август ќе се одржи фолклорна вечер со ансамбли од Охрид и Кочани. Од 28 август до 1 септември на браната градче ќе се одржи меѓународна ликовна колонија Свети Пантелеймон, а топлиот културен бран ќе заврши на 30 август со концерт на групата Strings од Штип, што ќе се одржи во салата на мултикултурниот центар. Под мотото Ослободи зона, креирај. Од 27 до 30 август во Виница ќе се одржи 4-тото издание на фестивалот Слободна зона, чија идеја е да се победи летаргијата и пасивноста на животот во помалите места. Дел од програмата на 4-дневната зона на слободно креирање ќе биде театарската работилница, танцово-театарски перформанс, проекции на филмови и дебати, како и настап на звучни имиња од македонската и хрватската алтернативна музичка сцена. Во текот на 4 фестивалски денови, Виница ќе биде исцртана со графити од тројца креативци од градот, а во музичкиот дел ќе настапат Green Fuse, Даджака Накот, Foolish Green, Власта Попиќ, Concording Lion, Скандал. Свој придонес за забавата ќе дадат и диџеите Роботек, Марсо, Мирко Попов и Диас Кортес. Фестивалот Слободна зона започнува во вторник со танцово-театарски перформанс, што во 20 часот ќе започне во градскиот парк во Виница. Сите верници кои постеле за празникот Голема Богородица да се исповедаат навреме. Групно исповедување во православната вера не постои, апелираат од Кочанската црква Свети Ѓорѓи. Свештениците потенцираат дека во среда на самиот празник се пости. Во последно време младите повеќе ги почитуваат црковните правила поврзани со исповед и причес, а повозрасните си тераат по свое и ретко доаѓаат на исповед. Од Кочанскиот храм Свети Ѓорѓи, непосредно пред празнувањето на празникот Голема Богородица, апелираат дека верниците на исповед треба да појдат навреме, неколку дена пред празникот, затоа што групно исповедување во православната вера не постои. Ќе искористам приликава да апелирам до сите верници, посебно до на генерација ќе ја нагласам над 50-60 години, пред да пристапат кон светата тајна причест или да побараат благослов од нивниот духовник да се причестат или да идат да се исповедат. Многу пати апелираме, но за жал нашето апелирање и буквално нашето медиумско наметнување на ово мислење кое што е правилно, а не раѓа со плоти и таквите луѓе за жал бараат некакви, така да ги наречам, дупка во законот да се причестат без исповед, а да знаат дека таквото исповедување без благослов и без исповед се причестуваат не за здравје и за спасение, туку за осуда. Групно исповедување во православието не постои. Значи, обично се остава впечаток дека нели постои групно исповедување, бидејќи во последниот ден многу реки од луѓе доваѓаат на исповед и свештенството буквално не може
да им излезе во пресрет на сите, така да исто така многу пати зборуваме навреме луѓето да се исповедат, бидејќи последниот ден на вистина не можеме да постигнеме на сите луѓе. Свештениците потсетуваат дека во среда на празникот Голема Богородица се пости. Светата црква јасно има пропишано правило дека конкретно во овој случај во среда значи се пости. Ублажен пост со употреба на вино и риба не строг, но сепак се пости. Вечерна богослужба ќе се служи на ден пред празникот Успение на Пресвета Богородица 27 август во 16 часот. Утрена со света божествена литургија ќе се одржи на самиот празник во 7 часот, најавуваат од Кочанскиот храм. Во вторник, 27 август во 20 часот, во манастирот Успение на Пресвета Богородица во село Чифлик ќе се одржи црковно-народен собир, на кој ќе се служи постна вечера. На празникот Голема Богородица на 28 август ќе се служи света божествена литургија. Црковниот одбор на манастирот ги поканува сите верници да присуствуваат на заедничка молитва. Минути за спортот. Осогово со полн плен од гостувањето во Карбинци, во рамки на второто коло од третата Лига Исток, оствари минимална победа против истоимената екипа. Осогово забележа многу значајна победа на гости против Карбинци, осварена со минимални 0:1. Стрелец на единствениот гол за Кочанскиот третолигаш беше Љупчо Коцевски во 70-та минута. Осогово имаше и една статива и уште 2-3 посериозни шанси. Прилики за постигнување гол имаше и домакинот, но не успеа да ги капитализира неколкуте шанси. Иако замина со респект кон противникот, Осогово одеше на освојување на 3 бода во Карбинци. Но тоа според тренерот Тоде Митев било остварено потешко од очекувањата. Таквиот тек на настаните според него најмногу се должи на фактот што екипата претежно е составена од млади играчи и варира во играта. Во третото коло Осогово игра пред својата публика против Баби. Останати резултати од второто коло. Бабија Стибо 2:0, Напредок Здравје Радово, Брегалница Голак 4:1, Каменица Саса Тракања 1:0, Слога 934 Плачковица 2:1, Чешиново Рудар 6:1 и Работник Џумајлија Беласица 1:4. Ги следевте вестите на канал 8. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Довидување.